tivko veneše cvete, ubija dete. Posledna solza od oko kapna, koga na ridot esenta stapna, v krvi se izmi jutro to belo. I koga v zraci čeli kot svetna, posledna misla ko ptica letna, majka mi sama ostana v selu. Krijevte v sebe nebesno katče, rumeno krvje tečeše v žili, v radost bez počin. Kaj oko detsko natopi zemlja, gorod cvetnik narazli sta prolet, kaj krv ta vrela rastopi slana, crvena roza zakiti pole. Majskata roza i cvetot moder v mirisma molav. Zakiti druže ognjena puška so cvekja mladi, pa napred pojdi i drugi deca brani. So gradi, tikveško negde, neko je selo, kaj v slana tivku veneše cvete, ubija dete.
Поминаа речиси 30 на години кога во тоа време работев во тогашната телевизија Скопје, денешната македонска телевизија, во утринската програма Добро утро Македонијо, кога во 1992 господово лето наминав во Тиквишијата и висоравнината Витачево и за нив направив кратка репортажа. Ете како што вели народот, Господ милувал повторно да дојдам во Тиквишијата, но овој пат по покана на Крсте Змејов од селото Ваташа и за ова село да направам нов документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова населено место, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат од давнешни времиња. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ руралните региони во Република Македонија, а воедно посетувајќи ги урбаните центри во Република Македонија, како што е и градот Кавадарци. Многу ми навелат некога сакаме ние, туку кога тоа Господ ќе го каже, ете, после 30 на години дојдов прв пат во селото Ваташа, историското населено место во Тиквишијата, наминав во ова село, мештаните до ова село да ми ги раскажат многуте приказни за историското битисување на ова село, а чест ми е што е овдека се наоѓам во дворот Народната куќа на народниот херој на Република Македонија Страшо Пинџур, кој што го положи животот пред 80 на години на ударот на слободата за независна Република Македонија. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Ваташа кинисав ден пред чествувањето на 80 годишнината од крвавата погибија на 12 ваташки младинци кај местноста Моклиште од страна на бугарскиот фашистички окупатор, тргнав рано, мощно рано со моето возило, со стариот руски джип со камазот, кој речиси 20 кусур години ми е верен сопатник. Уживав додека патував. Речиси не забележав кога така брзо мојот верен олдтаймер, рускиот камаз, движејќи се паралелно низводно со реката Вардар, помина низ Таорската и Велешката клисура, продолжувајќи во правец на населбата Градско, по магистралата Градско-Росоман, свртувајќи лево кај крстосницата пред самиот влез во селото Росоман, во правец на Кавадарци, возејќи по делот Кавадаречката главна градска сообраќајница, по 10-километарската делница во правец на висоравнината Витачево, пристигнав во селото, каде што најсетне, така да речам, не пречека сред селото, но не од оној класичен тип, затоа што речиси нема нешто што ќе ве присети на она што некогаш било, затоа што на старото одамна му замина времето, а новото се уште надоаѓаше. Во Ваташа ги нема поранешните калдромисени селски патчиња и сокачиња, речиси ја нема старата традиционална македонска чаршинска селска архитектура, која се карактеризираше со куќи и чардаклии, чие приземје беше зидано од камен, каде се наоѓа просториите за чување на добитокот и амбарите за жито, и кад исто така изидан од камен, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, ковани со штички, испреплетени прачки, малтерисани со глинена кал, измешена со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи ѕидови и со големи тешки порти, но ќе се одушеви и од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи, кои говорат дека селото Ваташа не е заборавено село во Република Македонија, каде што ме пречека мојот домаќин Крсте Змејов, и откако си сторивме здравоживо со мојот пријател, тргнавме, така да речам, во мала прошетка низ ваташките улици, некогашни патчиња и сокачиња.
Со тебе, господине, се запознавме на 4 февруари ова 2023 господово лето, кога отидовме горе во црквата Свети Спас да му подадиме почит, да се поклониме на апостолот на македонската борба Гоцелелчев. Само се запознавме и рековме дека еден ден да дојдам тука во селото Ваташа. Ете како што вели народот и пред се сполемо на Бога, дојдовме на денешниот ден, каде што пред 80 години бугарскиот фашистички окупатор ги стрела 12 мината ваташки младенци, кои што се и опеани во песната за селото Ваташа. Да ми се представите твоето име и презиме и која галабија си. Јас сум Крсто Змеот од село Ваташа, од фамилија Кујунџиеви. Селото Ваташа, колку е далеку од Кавадарци? Од центарот на Кавадарци до центарот на Ваташа 2,5 километра. Така. Значи сега е споено до 80-та година, беше разделечено, сега е споено. Така. Кој му се соседни села на селото Ваташа? Соседни села нема, тука Така. рече, има горе там кај Ваташкото езеро, Бунарче едно. Така. Од ова страна е Дабниште преку Така. и Ресава. Така. Од другата страна, далеко се тие 10 километра се долни горни Дисани. Почитувани мои, може би се прашувате зошто во селото Ваташа дојдов ден пред чествувањето на 80 годишнината од крвавата погибија на 12 ваташки младинци кај местноста Моклиште од страна на бугарскиот фашистички окупатор, затоа што имав две причини. Едната, да ги надополнам моите досегашни сознанија за битувањето на ова село, а другата да присуствувам на чествувањето на 80 годишнината од крвавата погибија на 12 ваташки младинци кај местноста Моклиште од страна на бугарскиот фашистички окупатор, а преку оваа репортажа ќе се обидам и вам да ви пренесам со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно, фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. На самиот почеток на нашето дружење, мојот домаќин Крсте Змеов ми напомна да не ме чуди тоа што во селово ја нема вообичаената празнична врева, затоа што празнувањето започнува некаде во приквичерината, кога насред селово ќе се собери речиси многу народ, а утре зутрина кај местноста Моклиште исто така ќе се собери многу народ на чествувањето на 80 годишнината од крвавата погибија на 12 ваташки младинци во организација на општината Кавадарци. Почитувани мои, пред да го проследите по големиот дел од чествувањето на 80 годишнината од крвавата погибија на 12 ваташки младинци во организација на општината Кавадарци, предлагам да ги проследите моите досегашни историографски сознанија за ова село, копајќи низ архивите во изминативе години во продолжение на оваа репортажа. Селото Ваташа е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на селото му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат од давнешни времења, од каде што се дознава дека во оваа населба, така да речам, урбаното живење било добро организирано. Минатото и сегашноста на оваа населба е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на ваташкиот живот.
За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени за превезот на времето. Селото Ваташа илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел на животниот простор на древно македонските племиња, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел на Римската империја, како дел на Византија, како дел на македонските склавини, предводени од Пребод и Хадсон, Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвото црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсей, Самоил, почнено за време на владеењето на македонскиот владетел Царо Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 година до 1018 година, како дел од владавината на византинскиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел на македонските владетели Петар Делјан и Ѓорѓе Војтех, како дел од црковните записи на царот Константин Асен Тит од 1257 година, грамотите на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од владетелите со Македонија Добромир Хрст и Добромир Срез, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонскиот властелин, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел на Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Ваташа е познато место уште во 14 век за време на османлиското владење со Македонија. Тоа било најголемата населба од полуварошки тип во Тиквишијата. Обстојувањето на Ваташа е забележено и во Отоманскиот пописен Тапи Тефтер број 8 од 1385 година, за време на владењето на отоманскиот султан Мехмед II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Бегус, со чиј атар раководел Тимурташ Паша во пописните дефтери од 1520 до 1560 година, за време на султанот Сулейман Величествениот. Селото Ваташ е забележено во Отоманскиот пописен дефтер од 1565 година, во Отоманскиот дефтер од 1570 година. Ваташ е запишена и во пописните отомански дефтери од 1582 година и 1610 година. Во втората половина на 18 век селото Ваташа заедно со другите кавадаречки села било чифличко село, чиј чифлик Сајбија на 17 чифлизи бил Исмаил Бек и неговиот син Јусуф Муклис Паша од Церес, иако османлиската власт чифлигарскиот систем во Македонија го озаконила дури во 1858 година, во времето на султанот Абдул Меджид, а чифлигарскиот систем во Македонија, а и во селото Ваташа, се задржал се до падот на турската власт во Македонија во 1912 година. Последен чифлик Сајбија, кој што речиси го поседувал целиот имот во кавадаречката регија, околу кои негови чифлици, чифчиите изградиле своји живеалишта, бил Скендербег. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 19 век,
па се до првата половина на 20. век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Крмчов, внесени во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото Ваташа живееле 1808 жители, од кои 142 христијани, 618 мухамеданци и 48 ковачи, додека пак, според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во неговото дело Македонија и незината популација во 1905 година во Ваташа живееле 1880 жители. Во публикацијата Материјали за изучување на Македонија, напишана од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, издадена во Софија во 1896 година, каде што во ова публикација има доста податоци за селото Ваташа, е забележено дека селото Ваташа се наоѓа на стотина черека пешки одење од касабата Кавадарци. Ваташа од секогаш било големо село и богато село. Земјата е плодна, па кога е родна годината, селаните собираат и по стотици товари жито. Луѓето се многу вредни и мирољубиви, како и сите селани во областа. Колку куќи порано броело селото, колку жители отприлика и од што луѓето живееле, што овдека се работело? Претежно со земјодели, имало и занајчии, имало околу 72 дуќана, разни занаети, самарџи, алваџи, налбати, ковачи и така натаму. Така. Дека селото на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи Воислав Радовановиќ, во неговиот научен труд Тиквеш и Раец, за селото Ваташа го забележал следното. Од најстари времиња Тиквешкото село Ваташа се наоѓа на денешната локација. Во 1900 година во Ваташа живееле 1808 жители, во 1905 година 1880 жители, во 1948 година 1490 жители, во 1953 година 1673 жители, во 1961 година 1933 жители, во 1971 година 2225 жители, во 1981 година 2800 жители, во 1991 година 3000 жители, додека во годините кои следуваат Ваташа е дел од градот Кавадарци. Селаните главно се занимаваат со земјоделство на своите поседи. Нивите се наоѓаат по селото, а на Витачево се наоѓаат пасиштата. На повисоките тераси се наоѓаат лозијата. Селото имало полуварошки тип, на двете страни на главната селска улица, послана со макадам, вдолж во правец на Кавадарци, се наоѓаат дуќаните. На селаните главна стопанска активност им се дуќаните и трговијата. Има разни дуќани, од бакали до фурнаџии, касапи, кафеџии, а главно се во посед на христијанските семејства. Низаторот на селото Ваташа течи реката Лудамара, чие изворите се наоѓа во пазовите на Козја планина. Изминатото па и до ден денешен, местаните од селото Ваташа покрај реката Лудамара во горното течение имале изградено безбре воденици, каде што
тука се менело жито, се менело јачмен, пченка, овес, рж, како за добитото, така за истина и на пентаните. Како сведок на тоа минато време, тоа убаво време, кој што не можете да се така речено, е и оваа воденица, која што се наоѓа позади мене, а ќе отидеме да видиме напред, дали се уште постои воденичкиот камен, дали постои воденицата, однаква како што била некогаш, се разбира со онаа патина, дали што наградите, дали има да речиме пајажина, која пајажина е сведок на поранешното вртење на такавото, каменото колце, на мелењето на житото, и каде што воденичарот и полни од реките со изменено жито, а мештаните од селото Ваташа натоварени и еврејци со брашно на коњи, на полоски или кои што запреги си ги носеле дома, да ги се нахранат како мештаните, така и добитото што чувале дома. Почитувани мои, отарот на селото Ватача тече реката Руда Мара, чии што изворите некаде се наоѓа во самиот, така да речем, граничен појас на селото Ватача. Меѓутоа, така и додал, сепак тоа главно извориште е некаде од пасовите на Потопланите. Почитувани мои, погледнете да видите што е рај и што е убавина. Ова е реката Руда Мара. Селото Ваташа има 3 мала. Лево од реката се Долно или Оџевско, Средно или Поповско, Арсалско и Горно или Коцевско мало, а на десниот брег се Турско или Куличевско и Коџа мало. Во Куличевото или Коџа мало немало мухамеданци, тие се населиле кон почетокот на 19. век, потиснувајќи ги Куличевци, Пендевци и други родови. Старински семејни родови во Ваташа се Колевци, кои се делат на Илевци, Попанđелевци, Сапунџиовци, Хаџиордановци, Шеовци и Шипковци, Мешковци, Ризевци, Мицовци, Крстевци, Куличевци, Мукаетовци, Димовци, Оđумовци, Пендевци, Мајсторовци, Хаџи Камчеви, Кујунџиовци, Арсовци, Јаревци, Басмарковци, Угуровци, Газдаревци, Бакаловци, Касапиновци, Митковци, Аризановци, Самарџиовци, Видичовци, Плачковци, Давковци, Пињушевци, Чировци, Кадревци, Брдаревци, Белчевци, кои се делат на Костовци, Ралевци и Коцевци. Старински семејни родови со мухамеданска религија во Ваташа се Оџевци, Спаиовци, Сиџимовци, Муџеловци, Мола Даутовци, Јашаровци, Аџемаковци, Шарковци, Чотревци, Журевци, Лоскевци, Ипчевци, Моратовци, Купатаковци, Хасковци, Молаеменовци, Шабановци, Дураковци, Пеливановци, Бајрактаровци, Амовци, Неџбиовци, Топаловци, Хаџикаре и Џамбазовци. Во втората половина на 18. век и почетокот на 19. век во селото Ваташа доселени се десетина семејни родови од разни краишта на етничка Македонија. По Втората светска војна семејните родови со мухамеданска религија целосно се иселуваат во Турција. Првата половина на 19. век за Ваташа е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето и уништувањето на турскиот башибозук од страна на турските власти. Меѓу првите знаци на обнова на селото се изградбата на преходно разорнатите цркви. Црквата Успение на Пресвета Богородица, изградена во 1817 година, која за време на Првата светска војна повторно е разрушена, а реобновена во 1916 година, а реосветена во 1917 година. Исто така, во овој временски период е реобновена и Гробјанската црква, црквата Свети Архангел Михаил.
Македонската православна црква е темелот на македонската самобитност. Низ вековите, првично преку Охридската архиепископија и во средновековието и после поточно речено 1767 година, пак со реобновата во 1967 година до ден денешен, како што напомнав, Македонската православна црква е темелот на македонската самобитност. Во атарот на селото Ваташа се наоѓаат неколку цркви и манастири, кои што сведочат за минатото кој што овдека одамна изминало. Овдека се наоѓаме во еден од многуте, како што напомнав, цркви и манастири. Тоа е манастирот Свети Никола, попознат меѓу народот како Моклишкиот манастир. Овој манастир има своја долга историја, како што напомнав од средновековието, меѓутоа според пишаните документи, овој манастир е изграден врз темели на ранохристијанска базилика. Наминавме и овде, во ова духовно светилиште, да го посетиме, да запалиме по една свеќа, како што било од памтивека до ден денешен, да се помолиме на Свети Никола и на Господ да ни даде здравие на сите нас, на сите македонци и на Република Македонија. Но пак ќе напомнам, наминав тука во селото Ваташа, да ги посетам сите вакарски места, археолошки локалитети и како што напомнав, повторно пак ќе повторам, и многуте цркви и манастири во селото Ваташа, кои што тие во себе кријат долга историја кој што ќе се потрудиме да остане на генерациите кои што доаѓаат по нас, за да пак ќе речам да не биде покриена од правда на заборавот. Во селото Ваташа уште од памтивека имало учени луѓе. Во 1830 година во Ваташа започнало да работи првото световно училиште, а воедно и во Титвешијата. Во 1838 година со помош на македонскиот просветител Теодосиј Синаецки, селскиот учител Даскал Камче ја отворил првата печатница во Македонија, толкму во Ваташа во периодот на македонското просветителство. Прв световен учител во Ваташа бил Даскал Камче, а во селото даскалувале Андон Грков, Глигор Шишков, Захарија Грков Даскалов, Алексеј Поп Стефанов, Димитар Ихчев и Ѓорѓи Мирацов. Во новата училишна зграда, која била изградена во 1861 година, даскалувале Арсени Костенцев, Јордан Хаджи Константин Джинот, Туше Дели Иванов, Ѓорѓе Милетич, а училишната зграда го носила името на учителот Даскал Камче Наков Копев Поп Ангелов. Во 1869 година во Ваташа е отворено првото читалиште, познато како Ваташко читалиште. Во подалечното минато мештаните од селото учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за формирање на самостојна држава на македонскиот народ, Македонија, како во пред-илинденскиот, илинденскиот и по-илинденскиот период. Во селото Ваташа родени се македонските револуционери Иван Мирчев, Димитар Пинџур, татко на Страшо Пинџур, Тодор Поп Антов, Христо Поп Антов и војводата Данчо Лазаров. Исто така мештаните од Ваташа не ја избегнуваат грчката, бугарско-екзархиската и српската пропагандистичка машинерија. Војните действија како во првата и втората Балканска војна, каде што во 1913 година се случило познатото Тиквешко востание, каде што во близина на некогашното село Моклиште од страна на шрпските контрачети, каде што биле убиени 37 ваташани.
Исто така, селото Ваташа не го избегнува Првата светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речиси сето население, а пак дел од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината. Мештаните од Ваташа активно се вклучуваат во антифашистичката народно-ослободителна борба од 1941 до 1944 година во партизанските одреди, батальони, како партизани или со логистичка поддршка. Почитувани мои, како што напомнав, селото Ваташа е само историја. Секоја капка вода, секоја грудка земја, секој камен кој ќе остиснете во вашите раце, ќе истече историја и само историја. Овде во моите раце ја имам книгата од Петре Камчевски, посветена за Ваташа, а меѓу многобројната историја што има овде напишано за познатите личности од селото Ваташа е и Ангело Димката Габерот, политичкиот комесар на Третата оперативна зона за ослободување на Македонија, каде што меѓу другото го има напишено и следното. Ангело Димката Габерот роден е на 16 октомври 1916 година во селото Ваташа. Заврши основно училиште во своето село, а нижа трикласна гимназија во Кавадарци. Почитувани мои, оставам на вас ова книга да ја прочитате, меѓу кои и за Димката Габерот, а овдека се наоѓам пред влезната порта, каде што тој се има родено. Почитувани мои, ќе влезам внатре да видам што остана, дали има нешто, некој камен на камен од неговата родна куќа. Почитувани мои, како што напомнав, се наоѓам во дворното место каде што е роден Димката Габерот. Овде позади мене се наоѓа, така да речам, родната куќа на народниот херој, меѓутоа реобновена во 1946 година. Пак ќе речам дека селото Ваташа е полно со историја, пак ќе напомнам, секоја капка вода, секоја грудка земја и секој камен стиснат во вашата рака ќе исцели историја, само историја. Познати партизани од ова село се Димката Ангело Габерот, Колев Владко Петре, Колев Велко Петре, Блаже Ѓунов Млаđо, Блажо Шишков, Панев Блажо, Чиро Арсо, Перо Ампо, Наумче Блажо, Сулејман Сулејманов, Перо Видев, Ванчо Гурев, Данко Дафов, Илчо Димов, Ристо Ѓондев, Блаже Ицев, Пане Мешков, Герасим Матахов, Перчо Поп Георгиев, Васил Хаджи Јорданов, Димче Чекоров, Пане Ѓунов и народниот херој Страшо Пинџур. Во пролета 1943 година, по повеќе акции на партизанските одреди на Третата оперативна зона, 3 полка бугарска војска и одреди полиција под команда на полковникот Љубен Апостолов, капетанот Борис Жеглов, поручникот Костов, подофицирот Петко Отпреков, од 7 до 16 јуни 1943 година преземаат офанзива за уништување на партизаните и се нафрлаат на мирното население. Кулминација на погромите над цивилното население е масовното стрелање во Ваташа на 16 јуни 1943 година на роденденот на бугарскиот престолонаследник Симеон II во местноста Моклиште, каде се стрелани 12-мината ваташки младинци Перо Видев, Ванчо Гурев, Данко Давков, Илија Димов, Ристо Ѓондев, Блаже Ицев,
Пане Мешков, Герасим Матаков, Ферчо Попđorđev, Васо Хаџијорданов, Диме Чекоров и Пане Џунов. Почитувани мои, предлагам во продолжение на оваа репортажа да го проследите чествувањето на 80 годишнината од крвавата погибија на 12 ваташки младинци кај местноста Моклиште во организација на општината Кавадарци, за да остане трајно врежена во македонската колективна меморија, а посебно кај помладите генерации. Македонија се раѓа, но сонце на слободата, македонците се борат за своите братини, македонците се борат за своите братини. Отново сега знаме до себе на Рушевската република, Гоце Делчев питу кули, да ме груе сандански, Гоце Делчев питу кули, да ме груе сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живее. Македонија слободна, слободно живее. Судба клета, што остано со векови света, со душмани правда ке нема, чим земја се граба и зема. Се собраа ваташките деца, да ја ослободат земјата своја, да се борат јуначки и смело за мирот и слободата твоја. Штом бајракот високо се крена во јуначкото наше село, враќање назад нема, борба ке водиме смело. И писна предавнички глас, да подкаже јунаци вредни, и за нив веќе немаше спас, ги стрела крвниците бедни. Но остана душата нивна, да светли ко сонцето силно, низ целото време што мина, бранејќи ја земјата милно. Нашата земја Македонија со своји собствени сили се ослободила од поробувачите. Само во текот на Втората светска војна ние сме дале преку 25.000 жртви, а уште неколку пати повеќе од тоа повредени и ранети кои што останале трајни некои инвалиди од борбите со фашистичкиот непријател. Сите овие млади луѓе загинале со отворени очи, сонувајќи ја слободата на својата единствена татковина. И оставиле аманет до идните генерации дека никој не смее да се подигрува со нашето славно историско минато и со нашето идентитетско наследство. Со херојската смрт со која што загинале, тие луѓе останале бесмртни за секогаш. Знаете како велат дека човек не умира тогаш кога ќе го погребат, туку умира тогаш кога ќе биде заборавен. Сеќавањето на нив, на овие јунаци, на овие херои, не треба да биде само денес на овој светол ден и денес на ова свето место, туку секогаш и секаде каде што не има во светот. Секаде до каде што зрачи, нема да светлина. Овие храбри момци и луѓе имале силен дух и силна воља затоа што се бореле за слобода и за правда. И аманетот што ни го оставиле овие борци, нам, на сите генерации, е жив оган кој што и ден денес гори во секој од нас. Нема
Nemoj Makedonijo! Nemoj Makedonijo, ne rađaj! Kodoš izrodi predavnici narodot moj. Tije Makedonijo će te sečat. Makedonijo će te boli. Nif nekoja druga neka gi rađa. Zašto Makedoniju? Zašto Makedoniju ne rađaš novi junaci borci, Gocevci, Damevci, Janevci, Čentovci, Ljubov i Zavece makedonska. Tije Makedoniju će te ljubat. Makedoniju i sveto će zborat, so ljubov će zborat. Te slušam, molebdenu moj. Go slušam tvojat iskren silen glas. Srcето mi se stega, solzite sami kapat. Savjet ti davam, na znanje ti stavam. Moja ta kletva je da rađam Makedonci i mali Makedonci. Zato me vikat Makedonija. Da žive Makedonija! Почитувани мои, на ова место пред 80 години бугарскиот фашистички окупатор ги стрела младенците од селото Ваташа, а како спомен на тоа говори и овој напис. На 16.6.1943 година на ова место бугарскиот окупатор на зверски начин ги уби 12 ваташки стоевци. Нека им ја вечна памет и нека остане ова на младата генерација на македонскиот народ во колективната меморија. Да не биде заборавено и да не биде покриено од правда на заборавот. Selo, kaj slana tivko veneše cvete, ubija dete. Posledna solza od oko kapna, koga na ridot esenta stapna, v krvi se izmi utroto belo, i koga v zraci čelik od svetna, posledna misla ko ptica letna, majka mi sama ostana v selu.
течеше в жили, в радост без почин. Кај око детско натопи земја город цветник на разлиста пролет. Кај крвта врела растопи слана, црвена роза закити поле. И цветот модер в миризма молат. Закити, друже, огнена пушка со цвеќа млади, па напред појди и други деца брани. Со гради. Тиквешко негде, некое село, кај в слана тивко венеше цвете, убија дете. Адријана Јанска, Катерина Танева, ви благодарам што дојдовте. Ние уживавме. Се гледаме следната година.